Кристалниот Джакомо. Едно време во еден далечен град се родило прозирно дете. Низ него можело да се гледа како низ воздухот или водата. Било од крв и месо, а изгледало како да е од стакло и кога паѓало не се кршело, само што на челото му се појавувала прозирна џумка. Се гледало како му бие срцето, се гледало како му играат мислите како шарени рибчиња во својот базен. Еднаш погрешка детето изговорило една лага и веднаш луѓето виделе зад неговото чело нешто како огнена топка која се растопила. Од тогаш натаму во текот на целиот свој живот тоа не проговорило ни една лага. Друг пат еден пријател му поверил некоја тајна и веднаш сите ја виделе како црна топка што му се вртела во градите. Не му давала мир, а тајната престанала да биде тајна. Детето пораснало, станало момче, потоа маж, и секој можел да му ги чита мислите и да му ги одгатнува одговорите кога го прашувале уште пред да го каже одговорот. Се викал Джакомо, но луѓето го нарекле Кристалниот Джакомо и сите го сакале поради неговата честност и во негово друштво сите станувале подобри. За жал, во таа земја почнал да управува еден жесток диктатор. Почнал период на насилства, на неправди и несреќи за народот. Оној што ќе посмел да се противи, исчезнувал без трага. Оној што се бунел, го стрелале. Сиромашните биле преследувани, понижувани и навредувани на стотици начини. Луѓето молчале и страдале плашејки се од последиците, но Джакомо не умел да молчи. Дури и кога не ја отварал устата, неговите мисли зборувале наместо него. Тој бил прозирен и зад неговото чело сите му ги читале мислите на револтираност. Джакомо ги осудувал неправдите и насилствата на тиранот. Потоа луѓето скришум ги повторувале Джакомовите мисли и ги подгревала надеж. Тиранот заповедал да го фатат Кристалниот Джакомо и да го фрлат во неголемиот затвор. Но тогаш се случило нешто несекојдневно. Зидиштата на келијата во која бил затворен Джакомо станале прозирни. По нив зидиштата на затворот и најпосле на дворешните зидишта. Луѓето кои поминувале покрај затворот го гледале Джакомо седнат на своето столче, небаре и затворот бил кристал и продолжувале да му ги читаат мислите. Ноќе затворот прскал силна светлина и диктаторот во својот дворец ги спуштал сите завеси да не ја гледа светлината, но пак не можел да заспие. Кристалниот Джакомо, иако во вериги, бил посилен од него, зашто вистината е посилна од се друго, посветла од денот, пострашна од ураган.